ти пречо, така ми рекла. Сато се право. Odmarate, ele? Dobro doјдовте. Ele? Председателе, како си председателе? Здраво Никола, тука си? Браво. Здраво Никола, втори. Така, сега, с кој не се поздрави? Како дечки сте станали? Нека си председател. Добре, сега ни кажа кај ќе биде. Ало? Драги роднокрајци, драги гости, драги домакини од Разловци. Добре се најдовме на одбележувањето на големиот юбилеј 135 години од првото организирано востание за ослободување на Македонија од османската власт. Добро дојдовте во Разловци. Овој повод ќе го искористиме тие што не знаат да дознаат, тие што знаат да ги подсетиме на настаните што во оваа востанишко село се одвивале во далечната 1876 година, но и пред неа. Овде сме за да посетиме изложбата која е како постојана постановка од пред 2,5 децении, сместена во овој спомен дом на Разловешкото востание, со многу кратки коментари. Како што е познато од историјата, подготовките за востанието ги организира Димитар Попгеоргиев Беровски, народен учител, трибун од Берово и неговиот брат, кој бил свештеник, како и дедо му на Поп Стојана, за неговата најмлада ќерка, Поп Стојан од Разловци. Значи дедо му на Димитар Попгеоргиев Беровски. Кружокот или тајниот комитет на Разловешкото востание е основан 1874 година во Солун, каде што престојува Димитар Беровски по неговите бурни патешествија од Одеса до Белград на воената, српската воена школа и да заврши како народен учител во Берово и представник на народот и турските власти. Заговорник на востанието прв во Разловци станува неговиот дедо, но и селскиот Коджобашија,
и другите првенци, меѓу кои и првиот досега непроучен дипломат македонски Цоне Спасев Ингилизо. Надимак Ингилизо затоа што по сугестија на Беровски и другиот востанички комитет од Солун патува во Англија на турски Ингилиз и така го носи надимокот Ингилизо и се смета за родоначалник на македонската дипломатија. За жал, досега слабо проучен и слабо публикуван во нашата историска и дипломатска наука. Значи, заговорниците се собираат во Солун, го прават планот на востанието. Овде на теренот действува коджубашијата Никол, действува Постојан со неговиот син Костандија или Костадин во литература. Одржани се неколку советувања, прво, второ и за време на третото веќе почнува востанието изнудено да почне порано од предвиденото, затоа што во моментот на советувањето во Калаџерџево доаѓа турски аскер, доаѓаат тапичи кои ги малтретираат мештаните, грабиле неколку девојки планирани за потурчување и оковале неколку од напредните селани од Разловци со цел да ги спроведат во Царево село и оттаму да бидат судени. Курирот им ја пренесува веста на заговорниците кои се во тоа време на Калаџерџево, на неколку километри оде во планината, е обозна, и така е изнудено востанието да почне пред време, а со тоа да се намалат и неговите шанси за успех. Востанието било предвидено да почне во Разловци, да се прошири низ целиот Пијанец и Малеш, а потоа во Мелничко, Горноџумајско, Петричко, од оваа страна Радовишко, Штипско, Кочанско до Струмица. Целта на неговиот идеен водач била тоа да биде општо македонско, а не локално востание. Но, како што обично бидува, плановите не се совпаднале целосно со развојот на настаните кои следат. Уште при првиот судир со многобројниот аскер, раководителот на востанието е ранен и затоа мора да се повлече према Малешевијата, према Миташинци, а другите успеваат да водат неравноправна борба, при што Постојан наредува неговиот ан и неговата куќа, бидејќи бил еден богат, замашен човек, да бидат запалени, бидејќи и анот, кај што се крие еден од најозогласените турски зулумчари, така наречениот пољак Алиман. За сите тие настани, нашата историја има сведоштва собрани од покојниот професор доктор Љубен Лапе, но и ние, роднокрајните творци, сме посветиле повеќе текстови, прозни и поетски творби со цел на овој настан да му дадеме достоинствено внимание. На тие што сакаат има легенди образложени на слики. Кој е љубопитен, посебно ќе му објасним. Јас во оваа пригода, за да дочараме дел од атмосферата, ќе ви прочитам од циклусот Разловечка рапсодија 3 кратки, 2 сонети и една кратка песна. Почеток на востанието. Камбаните тешко звонат, Разловци е на нога сето. Востанало душманот да го гони, не може веќе да го трпи гнев. Рабушите се запалени, долгови веќе нема, од селото бегаат жени, враце со деца, гладни, премалени. Одат в гора, по колибите за востаниците леб да месат,
зашто за слобода војуваат нивните смели мажи со секири, со коси, со пушки, небот собран или да го кажам. Вториот сонет, последната проповед на Попстојан. Калаџерџево е рој од оси, пообозна змии пишчат и се ронат, ако немате пушки, земете коси, кога ќе чуете камбаните да звонат. Додека над Голак виси звезден рој и шумата почива в зелени лисјаи, ние, браќа, тргнуваме в бои, нека крвав биде овој мај. За да можат внуците да пеат и нивни да си бидат ниви, да со срце да орат и сеат. Да живеат, бар кога се живи, да не трпат робство, да не веднат глава, а овој делник, празник да го слава. И последната песна, Разловечка рапсодија 1876. Црна мантија, поп со црвен барјак, пред цурија боси нози и гладни усти пред Калаџерџево проповед држи. Во Разловци камбаните звонат, кориите од обозна враќаат тек, мажи пцујат, жени колнат, облачно небото грби копно, лакоми јазици, црвени и црни плитарите ги голтаат злобно. Во Разловци горат амбари и куќи, од преговите разлокани трескаат бомбите солунки, горат и запалените рабуши, со долговите наши и таткови, со долговите дедови и прадедови, еден поп без мантија, наместо иконата Исусова, пушката Берданка ја целива. За крвавите потоци благослов бара правда и слобода мила над родните предели на Македонија. Сега ви поканувам, особено гостите, да ја разгледаме изложбата како што следува. Тука се поместени фотографии и документи од периодот пред востанието, текот на востанието и последиците после востанието. Поведете. Драги гости, драги домакини, исто така денес за прв пат ќе биде отворена и книгата на впечатоци. После оваа изложба, па може би на крајот на ова 135 годишнина од Разловечкото востание, да оставите впечатоци во книгата на впечатоци која што ќе биде овде. Ви благодарам.